Во Конгресниот центар и Центар за доживотно учење на Универзитетот Гоце Делчев успешно завршија 2 работилници, дел од прекуграничниот проект кој како дел од ИПА програмата за прекугранична соработка го реализираат Универзитетот Гоце Делчев Штип и Американскиот универзитет од Бугарија. 5 дена учесниците од Бугарија под раководство на доцент доктор Дејан Методиевски се запознаа со употребата на информатичката технологија во туризмот, а работеа и на софтвер изработен за потребите на овој проект, кој во иднина ќе го користат и останатите студенти од Факултетот за туризам и бизнис логистика. Во втората работилница, студентите секојдневно приготвуваа македонски традиционални јадења, карактеристични за источниот регион. Значи, можем да кажам со задоволство дека оваа недела поминавме прекрасни денови со прекрасна атмосфера, со една убава атмосфера околу студентите кои што беа ангажирани околу овој проект, со целиот елан и животна определба се посветија токму на овој проект, односно во подготвувањето на нашите традиционални јадења. Имавме можност да работиме заедно со студентите, кои што искажаа на вистина професионализам. Можам јавно да и се заблагодарам за сето она, може да слободно да кажам една голема благодарност и за гостите од Бугарија, кои што не разбра, кои што ги примеа нашите јадења со такви вкусови како што ги подготвуваме, и можеме да кажеме дека овој проект со задоволство можеме да констатираме дека го завршивме неуспешно, супер успешно. Значи, студентите приготвуваат токму од овој крај, Светиниколскиот крај имаме, Радовишкиот крај, кој што нашите студенти гравитираат од тој регион, значи дадовме една поширока можност да не биде само автентично од Штипскиот регион, тука да опфатиме Кочанскиот, Беровскиот и Светиниколскиот, односно Радовишкиот регион. Значи, тука ги споивме една источен вкус кој што задоволува во нашата којна. Па гастротуризам е светски тренд или бренд, да кажеме, кој што многу време и многу знаење се посветува во сите земји, европските земји. Можам слободно да кажам, ние веќе работиме на еден проект со Германија и со Грузија, каде што токму разговараме како во идеја да работиме на заеднички проект во обновувањето на традицијата на старите вкусови, односно старите традиционални јадења кои што можат активно да се вклучат во вкупниот туристички промет, каде што и самите колеги од овие земји констатираат дека националната и традиционалната исхрана е веќе во голем подем и ги задоволува вкусовите на сите оние кои што барат таква храна. Проектот има значење и носи придобивки и за Американскиот универзитет од Бугарија, истакнаа Моника Цветкова и Марија Минева, координатори на проектот од Центарот за европски програми на Американскиот универзитет од Бугарија. Предстои ново обучение. Сега преостанува нова обука која ќе се одржи во Благоевград, Бугарија. Таму други студенти ќе учат предприемништво и како да раководат предпријатија во сферата на туризмот. Американскиот универзитет ќе може да им ги представи своите знаења во областа на туризмот и туризмот ќе биде разгледан од различни страни. Целта на овој проект е да се обучат кадри кои ќе работат во сферата на туризмот и да просперира меѓуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија. Туризмот да биде помоган од младите и успешни луѓе. Од този проект за Американскиот универзитет Тоа што ќе биде исклучително корисно за Американскиот универзитет е отварањето на Центарот за предприемништво и управување на туризмот, кој ќе биде отворено во Благоевград во Бугарија. Во тој центар ќе може да се обучуваат сите луѓе, а ќе биде отворен и после завршувањето на проектот. Овој проект не завршува со овие работилници. Предстојат нови активности кои ги најавува раководителот на проектот магистер Васко Златковски. Како институција која постои само 7 години, Универзитетот Гоце Делчев во Штип полага големи напори да воспостави соработка со што е можно поголем број на институции од сличен карактер. Еден од начините да ја збогати таа соработка е учеството на прекугранични проекти кои треба да возможи создавање на човечки капацитет за создавање на услови на младите генерации кои доаѓаат по нас да стекнат еден нов увид во тоа што ги очекува, како може да се снајдат на пазарот на трудот, а сето тоа подкрепено со големи вештини кои може да ги пласират веднаш при вработувањето. Треба да напоменам тоа дека како универзитет кој што соработува со Американскиот универзитет во Бугарија, соработка која трае веќе 3 години, сметам дека со предстојната работилница во Благоевград уште 10 наши студенти кои ќе заменат на таа работилница таму ќе се стекнат со предприемачки вештини, што во голема мерка ќе им придонесе да осознаат што е тоа, како се применува теоретското сознание во практика.
Задоволство од минатите 5 дена во Центарот за доживотно учење на Универзитетот Гоце Делчев изразија и учесниците во работилниците. Научи много нови неща и това се сбъдна, даже очакванията се надминаха. Очекувам да научам многу нови работи. Тоа и се случи. Очекувањата дури и ги надминавме. Ги збогативме знаењата во сферата на туризмот, која е паралелно со економијата. Сакам да им се заблагодарам на организаторите и на професорот Дејан Методиевски кој ни одржа интересни и забавни предавања. Исто така се надеваме дека во иднина Националната стопанска гимназија заедно со УГД и Американскиот универзитет ќе работат на различни проекти и дека можеби ова ќе стане традиција. Много ще ми помогне точно тези уроци. Оваа обука ќе ми помогне многу. Оваа обука ми го представи туризмот во една различна перспектива, на еден различен и нов начин. Со ова значително се збогативме. На нас ни е ова од огромно значење, затоа што пред нас е еден од најважните моменти, изборот на универзитет и развој. И токму ова е многу добро за нас. Благодарни сме на нашата гимназија, на Универзитетот Гоце Делчев и на Американскиот универзитет, што ни ја пружаа оваа шанса да сме овде и што се мина толку успешно и убаво. Това предаване им беше много интересно. Предавањата беа многу интересни. Научивме многу работи во туризмот, во целина, за видовите на туризам, како и да ги гледаме различните информациони системи во туризмот, статистиката и софтверите во туризмот. Сметаме дека ова што ни го предаваше професорот Методиевски ќе го пренесеме на нашите соученици во Бугарија. Проектот завршува во декември 2015 година, додека практичниот дел ќе заврши некаде во мај со официјално отворање на првиот дел од капацитетот на Центарот за доживотно учење на Универзитетот Гоце Делчев на Плачковица.